Законот од одржаната седница на Совет на општина демократија да стави на гласање. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Констатирам дека записникот од одржаната осма седница на Совет на општина демократија е усвоен. За предлог на денешната седница дневниот ред гласи точка број 1 решение за формирање на комисија за процена и утврдување на висина на штети настанати од природен раст на територијата на општина демократија. Кој е за вакво вклучување во дневниот ред во новата генерација? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Преминуваме на следната точка на дневниот ред, точка број 1, предлог решение за формирање на комисија за процена и утврдување на висината на штети настанати од природен непогоден раст на територијата на општина демократија. Го замолувам представникот од општинската администрација да предизвика. Добро, знаеме сите дека и општина Демеркапија овој студент бранд што беше во почеткот на месец мај, односно први и четврти, нанесе штети на земјоделските насади со измрзнување на поготово ке лозовите насади, измрзнување на нештото тераните растали или плодови од грози. Така да општина Демеркапија направи јавен повик, кај што сите овие земјоделски производители кои што имаат штети на своите земјоделски насади да пријават за штета. За таа цел, потребно да се формира, како и до сега, да се формира комисија, службена комисија која што ќе излезе на лице место на терен, да види колку се оштетувањето на земјоделските насади зафатени од ова природна непогода. Ова комисија се формира од Советот на општината и затоа е сега на дневен ред. Порано беше се формираше исто како на останатите не со решение на градоначалник, сега на Совет. Така да заради тоа се чекаше до сега да има првата наредна седница на Совет. Макар што јас во дискусија со секретарот на општината, предлагам да ова биде мандат, да имат мандат овие комисии, поготово оваа комисија, заради тоа што во пракса, до сегашната пракса покажа дека многу не е во ред тоа, заради тоа што во земјоделието некои работи не може да чека. Да реагира областта, значи таа да биде со мандат. И баш секретарот рече дека нема правни пречки да биде таа со мандатот. 4 години како ќе се одлучи, за да може да се реагира област. Затоа што стварно, па и сега, например, тоа се случи почеткот на месец мај, а сега веќе дека потерано или има потерано нови овие властари, така да со цел да биде поекспедитивно тој побрзо да се реагира. Ја мислам некако да се случи во некоја наредна седница, да се донесе некој акт, кој што да речем ќе се даде мандат. Тоа е моје мислење, заради тоа што праксата го покаже тоа. Ама добро, тоа е тоа. Сега како е така е, ова е значи адхок комисија, кога се случува некоја елементарна непогода, тога се формира таа комисија. И таа, например, би била назначена исклучиво за непогоди, за временски неприлики во земјоделието. Таа ќе биде составена од агрономи, а не да може да се случи нешто, например, поплава и така натаму, таа ќе се биде исто друга комисија, ако не може агроном да го прачиш на поплава, нели? И така натаму друга земјотрес, не да може швекам. Па добро, ние ги контактиравме некои од досега што имат земано учество во оваа комисија, нели, во проценти на штети на земјоделски површини кај нас, во поранешните години кога имаше и град, и измрзнување. Така да, наш предлог е дипломирани агрономи, двајца Валентина Недева, дипломирани инженер агроном, и Диме Илов исто, дипломирани инженер агроном во пензија, и од општинската администрација треба еден член, секојаш така била праксата, Живко Шипиковски го предлагаме. Ако вие имате, мислам, тоа е предлог од наша страна, ако имате вие друг предлог, забелешки на сето тоа, може да се изнесете. Валентина
да стави како председател, а другиот е Диме Илов. Диме Илов и третиот член е Живко Шипинковски. Во општинската администрација. Тоа е. Ево, сакам да прашам да до вас имаш јавен повик до граѓаните да пријават штета од измрзнување, но ме интересира, например, колку во ДВКП беше останато, например, со тоа измрзнување, кои райони, например, колку пријави до сега, дали имате таква бројка, например, колку до сега има прогрес? Да, има 120 до сега. Ме интересира, например, кои региони се останати и дали беа доволни тие 10 дена, за да, например, могли да пријават? Доволни се. Тоа дори беше од почетокот, првите денови беше по навалица, да речем на некој начин. Сега последните денови беше од 10 до 20, од 11 до 21. Така беше 10 дена. Така да имаше доволно време, последните денови беше по една 20 веќе, по-редовно беа сите. Тие што сакат да пријават, офанати. Најголем процент, односно најголем број на пријави има као Прждевското. Од 120, јас сега ги средувам веќе тие, ги внесувам во базата на податци што ги во Excel табела, 60 пријави се од Прждев. Напола. 60 се од Прждев, другите останатите 120, и само останатите 60 се од другите. Кој дел на ДВКП? Да, овако, од ДВКП, да речеме, доле од тунелите има, као да ми кажа конкретно го зборуваме, од тунелите не сијата, нели, на ваше старото село, и така като Марко Чешма, тука тој дел, Церот, нешто има Церот, тука Килигинската. После Бистринци има, Корешница по-нема, за разлика според нешто години, по-нема, Бесица иско, тие колку што да се пријави, Бесица иско, имаме подат, не сам информирани сме дека таму има доста измрзнување без всичкото. И така, тие се другите, по-малку важно, на најголем процент се Прждев. Малци има, сакаш. Другите и да рече си малци. Може 5 минути по-късно. Дайте да ставим точката на гласа, 5 минути гласа.